денес сме во општина Прилеп, на која што општина веќе се дистрибуирани и дадени 4159 зелени канти, 4159 жолти канти. Знаеме дека Прилеп е лидер во селекцијата на отпад и се надевам дека и понатаму ќе биде предводник и пример во целата држава. Така што сега со овие канти и континерите кои што ги добија од страна на Министерството, исто така станува збор за 63 зелени, 63 жолти континери со кои што се надевам дека целото градско подрачје и онаму каде што смета општината да ги распредели веќе ќе биде територијата на општината покриена, имајќи ги во предвид и веќе постоечките кои што се наместени, а сигурно и општината во едниот период би вложила во оваа инфраструктура. Исто така како дел од овој проект, општините добиваат и камиони за отпад. Во Прилеп се веќе стигнати 3 камиони за отпад, а од Министерството општина Прилеп ќе добие 9 камиони за отпад. Како што ги овезуваме, како што стигнуваат, се дистрибуираат по овие општини, така што во наредниот период континуирано еден по еден камионите ќе пристигнуваат и во општина Прилеп. Доста важен проект, односно за олеснување на работата на комуналното предпријатие за подигнување на чистотата во градот е и еден би рекла нов проект кој што го имаме. Станува збор за 48 полуподземни контейнери во вредност од 18.653.890 денари. Средства од владата преку Министерство за животна средина доделени на општина Прилеп. Од информациите кои што ги добив претходно од општината, од градоначалникот, тендерот веќе е во тек и се надевам дека на почетокот од есента веќе ќе може и овие полуподземни континери да бидат поставени во општината. Поддршката на Министерство за животна средина и просторно планирање на општина Прилеп, па и на другите општини и во управувањето со комуналниот отпад е континуирано. Тука би сакала да нагласам дека главен финансиер на фабриката за отпад е Министерство за животна средина и просторно планирање со доделени 90 милиони денари, за која што фабрика за отпад се надевам дека за многу кратко време ќе профункционира и во тој проглед сме лидери во општината и ќе помогнеме и на другите општини во регулацијата на отпадот, градоначалник, така? Да. Па како што споменав, ова е втората фаза, се работи во фази, се работи под строго контролирани услови од Европската Унија, заради тоа што работиме со средства и град од ЕБРД, така што буквално секој чекор што се прави е под контрола на Европската комисија, европските правила кои што владеат на секаде и ние како Министерство и како влада сме оптимисти дека крај на година, евентуално почеток на 2027 ќе биде распишан тендерот за изградба, а побрзо од изградбата на регионалната депонија ќе биде пуштен тендерот за изграда на претоварните станици, од која што една претоварна станица ќе биде токму во Прилеп. Би сакала да потенцирам дека паралелно со изградбата на депонијата ќе биде и граден нов локален пат, за да во општините што гравитираат околу местото каде што ќе биде депонијата, воопшто не влегува ниту еден камион. Планот е да се гради паралелно со депонијата заради од причина за да патот не се оштетува додека трае изградбата. Така што колку што ќе трае изградбата и на овој локален пат. Како што спомна и заменик министерка за животна средина, во Прилеп е во динамика добра, доставувањето на овие канти за семејството 120 литри во различна боја, за да го задржиме трендот на селекција кој што го имаме по семејството. Овие би се искористиле за семејство наму каде што не смеа да комплетирале обврската да им дадеме основни предуслови за да почнат со примарна селекција на отпадот. Тука се и возилата, 3 досега доставени, едно е регистрирано и може да се стави во функција. Очекуваме уште 6 други возила кои што значително ќе ги подобрат условите за работа на јавното комунално предпријатие Комуналецот Прилеп и се надевам со зголемена свест на нашите сограѓани да во идниот период и гледаме се помалку отпад
околу контејнерите кои што ги имаме на значајните локации во градов и апелираме, ја користам прилика овде, да си го држиме приматот на најчист, најзелен град и сите да учествуваме подеднакво во креирањето на општата слика за нашиот град, односно и замолувам сите наши сограѓани, сите компании да го почитуваат комуналниот ред кој што го имаме. Во фаза на изработка сме на нова одлука за комунален ред, доставена е до сите јавни комунални претпријатија и препорачувам истата кога ќе биде донесена од страна на Советот на општина Прилеп да биде дословно почитувана, а како општина Прилеп ќе работиме во овој летен период на зајакнување на капацитетите на инспекторатот, кој што е една од најважните алатки за функционирање на градоначалникот како функција овде во градот и се разбира за подобрување на општите услови кои што ги има. Ја спомнавме и фабриката за секундарна селекција на отпад, таму ги правиме последните чекори за да се донесе електрична енергија, да се стави во под напон, да се проба и конечно да се потпишат договорите и да се исплатат траншите кон изведувачите и на градежните работи и на машинскиот дел, што значи дека Прилеп ќе стане прва општина на Балканот која што има во собственост фабрика за секундарна селекција на отпад и понатаму почнавме веќе преговори со еден консултант да се вклучиме во една мрежа да Прилеп во 2028 година добие европски зелен лист. Тоа е уште едно признание како она што го добивме за 2021 година од Европската комисија за најзелен град. Значи продолжуваме понатаму. Голема благодарност до Министерството, голема благодарност до владата која што размислува на овој начин како што ние, не поддржува во чекорите кои што ги преземаме и се надевам и јас искрено на побрза изградба на регионалната депонија која што треба да се најдува овде во Пелагонискиот регион и со тоа конечно Прилеп да го надмине проблемот со собирање и со одлагање на отпадот на Долкрок. Јавното комунално претпријатие Комуналец и општина Прилеп преку Министерството за животна средија обезбедивме 126 контејнери од 1.1 метар кубен за селекција на мешан комунален отпад, пластика и хартија и 8318 канти за селекција на мешан комунален отпад и пластика. Контејнерите од 1.1 метар кубен ќе бидат распределени во централниот дел од градот. Ќе бидат заменети стари дотрајни и оштетени контејнери со нови, а додека кантите од 120 литра за домаќинства ќе бидат доделени бесплатно за оние домаќинства кои што воопшто немаат канти за селекција на отпад